ВМРО ДПМН ќе бара одлагање на предвремените избори во Штип на 13 декември. Неодговорно и несериозно е во најголемиот замав на пандемијата народот да се изложува на дополнителен ризик, изјави Мицковски синоќа во Што мисли народот на ТВ Стар. Но прашањето е сега на 890 заболени, дали воопшто имаме ние амбиент за фери демократски избори. Дали воопшто треба да ги изложуваме на дополнителен ризик штипјани да излегуваат на избори. Јас апелирам и до владата и до останатите политичари сериозно да размислат. Дека е можно да побарате одложување на овие мораби избори. Апсолутно е многу возможно тоа да се бара одложување, бидејќи навистина сега вака како што е ситуацијата со близу 1000, утре може да бидат и повеќе од 1000 заболени. Да почнеме со кампањата, па активистите да ни се во изолација или не дај Боже луѓето да се заболени, па дури и кандидатите може да се случи да бидат заболени, тогаш се поставува прашањето за какви избори ние зборуваме тогаш. Сепак, доколку барањето не биде прифатено, Мицковски најави дека за изборите имаат два силни адути – пратеникот Иван Јорданов и бившиот градоначелник Илчо Захариев. Со оглед на известноста дека Захариев кандидат за нов мандат нема да биде, Мицковски најави тандем Јорданов-Захариев. Господинот Захариев навистина има оставена силен белег дека во Илчо е навистина еден прекрасен човек, една прекрасна личност која што знам дека сериозно многу се грижи за иднината на Штип и е сериозно загрижен за ситуацијата во која што денеска се наоѓа Штип. Иван е еден прекрасен млад, амбициозен човек, пон со енергија, пон со идеи, амбициозен, кој што исто така има една прекрасна визија за Штип, како Штип треба да се развива во иднина. Тоа ќе бидат исклучително квалитетни тандеми или па екипа на луѓе, тим на луѓе кои што ќе работат за интересите на штипјани и ќе го постават Штип онаму каде што му е место. На кој начин го замислува функционирањето, Мицковски не појасни, но тоа го направи Захариев. Доколку Јорданов победи, јас сум подготвен да му бидам од секаква помош. Со моето големо искуство и знаење можам да помогнам Штип, повторно да фати силен развоен ритам и да се врати до вербата кај граѓаните. Образложи денес Захариев. Од друга страна, на овие изјави реагираа од СДСМ. Со таквите изјави ВМРО ДПМН и Христијан Мицковски уште еднаш потврдуваат дека ниту сакаат избори, постојано бегаат од избори, ама се свесни за изборниот пораз кој што им следува. По секоја цена тој ќе гледа да го избегне тој случај, затоа што тоа ги подгрева уште повеќе внатрепартиските превирања во нивната партија, за која што несомнено јавноста е веќе запознаена. Социјалдемократскиот сојуз од друга страна е секако спремен за избори и сметаме дека имаме соодветна понуда, имаме што да понудиме на граѓаните, сосема спротивно од она што го прави ВМРО ДПМН.